Нулта толеранција за корупција, транспарентност, систем базиран на заслуги и лична одговорност, но и континуиран раст на бруто домашниот производ над 5%. Се столбовите на реформскиот план визија за забрзан економски раст на Северна Македонија, што го предлага Македонија 2025. Професорката доктор Никица Мојсовска-Блажевски, која е извршна директорка на организацијата, за Гласот на Америка вели дека основната цел на овој план е делови од него да се вклучат во политичките програми за претседателските и парламентарните избори и истиот да се имплементира. Ја информираме јавноста за овој план или за визијата. Понатаму исто така зборуваме со политичките партии од позицијата и опозицијата, меѓутоа зборуваме и со академијата, со Македонската академија на науки и уметности, со бизнис коморите, че сакаме да го смениме наративот во дискусиите, сакаме да ги ставиме приоритетите на вистина во фокус на јавните дебати и секако во иднина да испорачаме или владите да испорачаат заедно со сите партнери повисоки стапки на раст. Според професорката Мојсовска-Блажевски, во изборна година каква што е оваа, растот на економијата се движи од 2 до 2,5%, а доколку државата сака повисок животен стандард за граѓаните, економскиот раст да биде над 5%. Доста од годината ќе биде изгубена во смисла на тоа дека нема да имаме фокус врз економијата. Зборувам и за големи инфраструктурни проекти кои што треба да ги имплементира владата, меѓутоа зборувам и за инвестиции на компаниите, бидејќи сепак во ова предизборие сигурно ќе видиме различни политики или планови за политики или аспект на даночна политика што влијаат врз компаниите, така што ќе видиме на еден начин одложување на поголемите инвестициски проекти на компаниите со цел да се види која ќе биде програмата на новата влада и кој ќе биде третманот кон компаниите. Народната банка на Северна Македонија во најновиот извештај за макроекономските движења прогнозира дека до крајот на годината бруто домашниот производ ќе порасне за 2,1%, што е намалување на проекциите за оваа година со кои се прогнозираше раст од 2,6%.